Не знам кој издание поред на подкастот со Ана на ти, но и не е важно. Важно е кој гостин го имаме тука денеска во студиото. Еден човек за кој што со гордост можеме да кажеме дека е наш, Џијан Емин е наш и мислам дека ни ту една најава нема да биде доволна за да го представам. Веќе знаете за кого станува збор. Џијан, добре дојде во Слободен печат и во Сана на ти. Здраво. Фала што ме покани. Драго ми е што ги се поразговараме. И навистина некако ми беше дегутантно да најавам сега и да кажам повторно дека си мултиинструменталист, аранжер, оркестратор, диригент, бла 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 бла. Мислам дека сите знаат. Има ли дел од музиката со кој што не си се чепнал, кој што не си го чепнал? Не знам, heavy metal неам свирено на концерт. Добро, ама имаш почнато, например, со Архангел, дури тој тип на музика. Баш си чепнал се. Добро, да. Со Ристо ние започнавме со музиката на Збогум на 20-тиот век. Тогаш Мишко свиреше со Ристо, со Архангел, Мишко Михаил Парушев. Да. И ние станавме супер другари, со Гино и со Ристо. И потоа, знам, снимавме за музиката за филмот и Ристо каже, дај ти да дојдеш да посвириш со нас. И така. Така започна таа дружба. Инаку со музиката од Малинос. Да. Какво дете беше Џијан? Најубаво. Најпаметно, најубаво, највисоко, плави очи, плава коса. Ама си имал коса како мал? Не, роден сум келјав. Не се зезам. Не, само што има коса, баш си имал негде кога читав по некој интервју, дека си имал. Имам едно видео со Октавијан кога пеев. Кога пеев, имам коса вака до овде. Не, гледаш. Што се случи меѓу време? Со косата? Да. Реши да ме напушти, се наљети, ми раскина. Ама добро, рака е попрактично. Ова е многу аеродинамично. Да, аеродинамично, да. Си го мијам лицето и косата во исто време. У еден потек, так, се завршуваш. Разговаравме со колешка, обично си дискутираме, нели, кој ќе биде гостин, па си кажуваме, вика, не знам каков е приватно. Викам, не знам, весел, веројатно. Сам кога сум со себе? Општо каков си приватно? Ваков исти валја, ваков, не знам каков сум. Имаш ведар некој таков позитивен дух, од оние луѓе што се насмеани најчесто? Кој знае, не знам. Као некој што некам да зборам за себе, другите нека кажа. Не дека не сакам да зборам за себе. Јас себе си се доживувам, не знам, нормално. Правам тоа што правам, таков сум каков што сум, некојаш знам ја да побудалам, да се исклучам, да се изнервирам, па сега, нели? Добро, ама генерално си позитивно. Нели има некои луѓе што ги викаме онака мрготка, овој како. Има некои луѓе што се можеби не се толку од внатре негативни колку што делуваат така сериозно и секогаш намрштани. Така ти не си. Добро, можеби имам јас некаков непотребен оптимизам и ентузијазам. Зошто непотребен? Не секогаш се наоѓа. Што остава таков печаток дека сум многу ведар и Така. се зезам. Добро, ќе се вратиме на детството. Значи, растен во музичко семејство, значи, веќе знам дека се раскажувани приказните, меѓутоа ајде да пробаме да кажеме нешто кое што веројатно и можеби не го чуле гледачите и оние кои што те познаваат, почитувачи на твојот лик и дело. Од детството. Што е она што има ли некои ситуации кои што не ги забораваш, некој, не знам, некоја ситуација во која што ти била траумичка, можеби, која што ти предизвикала онака голем страв, стрес, не знам. Ето тие да почнеме. Па голем наспроти убавите. Или си имал баш безгрижно детство? Не, безгрижно детство нема никој. Добро. Тоа не постои. Ама не знам, си скршил нешто рака. Тоа баш сакав да кажам, дека многу сакав да возам скирол кога бев мал. И татко ми не ми купуваше нормално и ние тогаш нешто правевме во куќата некаква надоградба, надградба нешто. И земав ја една талпа, ги натерав мајсторите да ја исечат, направи овака транк. Добро. Ја излакирав, направив штрафови и старите ролшуи што ги имав, ги раздвоив на две и си направив скирол. Homemade. Да, homemade. И супер беше. Најбољи беше од сите другари што има, мојот беше најбрз и така се спуштавме по една удолница во Топанско, кај пред зградата на Црни, другар ми. И штрафот едниот од мутарот се одлабавил и тоа вака отишло и вака спаднав на ракава и искрши вака цела рака.
Стварно? Да, и прво ми се смеја другарите до 10 минути, пошто тоа беше стварно смешно. Ја вака си ја држам раката. Добро. И сега да ми помогнат го зема, ја земаа талпата. Да не и остане. стојам, седам сега пред куќа и вака ја држам рака, вака искривена рака. Леле. И вака ја гледам, викам, да идам ја на железничар. Може ке ми ја поправи. Не, тоа детски Да, не ги секира мајка ми и татко Да. ми. И ништо, сватив дека нема резон. Да. И ми ка другарите иди дома најдобро. Звонам дома, мајка ми коме виде. Паник. Паники. И тоа е единствена скршеница во животот? Да. Да? Да. Пред тоа имав еден судар со еден точак. А не, да, јас возев точак, а направив судар со оние триколки што сечат дрва. Добро. Да, и ја бев мал, кога бев мал, многу бев мал. И го возев на татко ми точакот пони со 5 брзини. Окей, Ка, добро. пони, не знам како си беше уствари, не беше пони, него петобрзинец. Добро. Рок, ја па пони. Аха. Да, рок. Добро. Петобрзинец и морав да ја ставам ногата под шипка. И така возев со ногата под шипка, што да правам? Проблем. И така чекав цело време татко ми да заспие за да го здеам точакот за да идам да си се возам, да му го крадам, нели? И така гледам од таму иде Да. една триколка, ја одам десно, оно и десно, ја одам лево, и кога не така се размениш. цртан филм и директно, да, и летна вака горе. И имам дупка на ногата, ми летна педалјата од точакот. И шипката од кај што стои педалјата ми влезе во нога танк. Леле. И отидов дома, се криев цел ден и после ме најде мајка ми. И така. Ама зошто се криеш? Не го разбирам тој момент, но Од не кај ме да знам, караат, па не не, за да не ги секирам Да, нешто не, вај да, у тој момент, у тој фазон нешто, не знам ни ја. Родителството тогаш и сега. Наскокнав од темава. Какви сме ние како родители? Какви сме ние? Дали поддржуваш на gentle parenting сега, што е нешто Што популарно? значи тоа gentle parenting? Као нежно, нема карање, нема казнување, нема марш у соба и да не те видам 5 дена. Па не знам, сега ние сме со децата у еден фантастичен, чуден и јак период. Аха, да. Да, синко е во 14 години. Се влага у пубертет, добро. Да, керка ми има 9,5 и цело време ни се менја, како се вика, чувството, дали треба да бидеме строги, дали треба да бидеме нежни, некогаш жена ми е строга, па ја ги бранам децата, па некогаш ја ќе бидам строг, па жена ми мене ме напаѓа зашто сум јак строг и така цело Добра, време. ама мора да има баланс, нели? Мора good bad cup. Има баланс, има. Ама мислам дека не знам како, ама е многу поразлично и би рекол некако е чудно за нас како родители сега ова време, бидејќи се многу брзо се случува. И така малце зезнат. Добра, а твоите родители беа строги? Па беа строги, да. Беа строги. Беа строги, ама можевме да правиме што сакаме. Правевме глупости, точно, ама се знаеше ред и поредок што е. Се знаеше, нели? да. Си имаше друг ред, ама мислам дека денес ова интернет, телефон, компјутери, се тоа многу го забрзува процесот и децата ги знаат работите што ние ги знаевме во 8 деление, они ги знаат во прво деление. Да. И чувството што го имаат, нели, емоциите не им се развиени како за 8 деление, а знаењето го имаат. Да. И тука има се случува некаков кушлус и мислам, не знам, некако имаме тука некаков дисбаланс во тоа време. Ние кога бевме, нели, се знае, деца се деца, возрастни се возрастни. Така, се што лета се јаде. Одиме на гости, сакам дома да си идам. Оди си. Ама не можеме, потоа седи, чути, тоа е тоа. Така е. Сега е малку позезнато, сакам дома да си идам, и одма имаме драма и така. Да. Види, времето не менува сите, тоа е нормално, са не можеме ние да останеме у тој филм кој што сме биле пред 100 години, као што нас не чувале и воспитувале, така и сега, затоа што времињата се навистина сменети и не можеш сега ти децава да ги оттргнеш од сите работи кои што околината и влијанијата кои што им се случуваат и кои што ги гледаат. Така да сето тоа ги формира и нив и нас како и родители во тоа време како деца. Така. Сакам да кажам и само да надополнам дека тоа што ми дава мене надеж или еве да кажам непотребен ентузијазам и оптимизам. Тоа дека еволуцијата е неизбежна како процес и
И секоја генерација си наоѓа начин и си наоѓа пат, така да и ние бевме различни од нашите родители. Така е. Моите родители биле исто многу поразлични од нивните родители и дека и овие деца ќе си најдат начин како да функционираат и што да прават понатаму во животот. Џијан, кога те избра музиката или ти ја избра неа? Па мислам прв контакт ми е на 5 години. Татко ми хармоника, тоа се тие домашни работи. А потоа почнав, не можев да свирам, пошто бев многу мал, не можев да ја влечам, па после почнав на 10 години да свирам хармоника уствари. Така. На 12 почнав гитара да свирам и потоа на 12 и синтесайзер ми купи еден татко ми. И така почнав да свирам. Да. Кога заврши 8 оделение, сакав да бидам хирург. Да, кардиохирург и конкурира во медицинска школа и не ме примија. Добро. И Тоа е интересно тој спој на медицина и музика. Па да, има, знам дека постои, ама така некако не знам што ме терало тогаш. Тоа го правам, што мислам дека не е лоша работа. Како лоша? И не ме примија и многу се наљутив, бидејќи бев скрос одличен ученик, првенесна генерација, и не ме примија и многу се наљутив и отидов да учам во Асуц со другари ми црни. И таму учев прва година средна школа. Добро. И потоа пак си почнав од прва година во музичка. Во музичка, да. И тоа е тоа, и тука се диси кликот. Татко ми каже, ај не се прави глуп со сила. Не се прави што не си, ајде. Да, земи, пакој се, ајде во музичка школа и така почна. И така почна и приказната си трае. И сега си еден од оние кои што, како што реков на почетокот, за кои што со гордост викаме дека е наш, Џијан, нашиот. Си свирил на многу светски сцени со различни музичари и однака признанија и она верификација колку сакаш, онака ти недостасува ли нешто во однос на тоа? Еве вака кога си го гледаш назад животот, правилна одлука направи? Па, правилно. Нема правилно или неправилно, тоа е одлуката. Па не, онака сега кога си размислуваш, си можда можев и да бидаме нешто друго или не, секогаш постојат варијанти, меѓутоа ако е поврзано со професијата, не. Тоа е музиката ми е најнормално нешто што можам да работам. Не викам дека не би можел да работам и кондураџија или да работам, не знам, шофер во градски или било што друго, меѓутоа бидејќи за секоја работа нели е потребен основно ниво на интелект. Или минимално ниво на амбиција. Ама некако музиката ми се погоди затоа што ми е нормално да го правам тоа и никогаш до сега не ми представувало потешкотија. Да. Така да во тој контекст ќе кажам дека имам среќа да го правам тоа што сакам да го правам. Да, среќен со изборот што си го направил во животот. Браво, нема каење. Па мислам убаво кажа Преска дали ја избрав или она ме избра мене, мислам дека е тоа некако взаемно. Да, супер. Џијан, знаеш што ме интересира? Обично нели сега не знам, не сум зборувала со многу писатели или некои такви креативци кои што создаваат, ти си од тие креативци кои што создаваат во случајот музика, се случува блок, Џијан. Онака пишуваш и толку до тука е сега моментот не е. Па се случува како не? Да? Се случува. Ништо пауза. Да, онака почекај малце да се врати инспирацијата. Јас во начинот на кој што работам и правам музика во различни аспекти се и различни сегменти од нели од музичкиот дел. Еден дел е она сега во последниве 10-12 години што го работам, тоа е диригирање, нели? Да. Каде што музиката е напишана и јас треба да ја склопам музиката заедно со оркестар и да изведеме заедно на концерт. Тоа е еден дел. Друг дел е она кај што пишувам оркестрации. Тоа е седење дома на компјутер. Да. И тоа е друг аспект, друг фокус бара. Сосема е различно кога се компонира музика за себе, за моите проекти, за музика за мене, и сосема е различно кога се компонира музика за филм, театар или за, не знам, наменска музика, за некаква представа, можеби за некакви реклами или за некакви документарни филмови, видеоигрици. И се тоа различни процеси. Така.
дали се случувале блокови, секако, да, и блокови, адреналини, и рашови, и паники, и се. Да, и како реагираш така, например, еве кога ти доаѓа адреналин, онака нешто ти доаѓаш, не си, или тоа исклучиво пред компјутер, пред инструмент се случува? Тоа е... Не знам, да един го доближиме некако процесот. Да речеме, на почетокот, кога почнав да правам оркестрации, кога почнав да почнам уствари од сам почеток. Бидејќи ја од дете почнав да свирам и свирав по кафани, свадби и такви работи. Добро. И сметам дека тоа многу ми помогна за да немам проблем во комуникација со други луѓе. Така. Односно да немам проблем да земам да свирам пред луѓе или да покажам што знам и што можам пред други луѓе. Претпоставам дека тоа многу ми помогнало како дете да си ги разрушам тие бариери. И пак ќе го кажам мојот непотребен оптимизам и ентузијазам. Секако придонесува, нели, за таа состојба. Бидејќи, нели, не може секој се да прави во животот, така да и за тоа треба човек да има, нели, карактер, да може да се занимава со сценска уметност, пак треба човек да застане и да се носи со ситуацијата, бидејќи секогаш има предизвици и се случуваат киксови, инциденти, ќе се промаши нешто, ја ќе сгрешам, оној ќе сгреши, ќе пејачот нема да влезе, не знам, солистот на погрешно место, или пак кога има оркестар огромен од 70-80 луѓе, ако се случи нешто што не треба, е хаос, така да мора брзо да се реагира, нема време за паника, за да може некако да се снајдеме, да продолжиме. Мислам, фала Богу не се случиле многу вакви ситуации, ама имало. Има, како не живи луѓе. Да. Кај мене, така да тој дел многу ми помогнал и кога седам дома на компјутер, например, кога почнав да работам оркестрации, првата работа што ја добив беше за еден индиски филм во боливудска продукција и многу бев возбуден, требаше 30 минути музика, оркестрација да направам за 3 дена. И си викам, како ќе го направам се овој срцето. И така се сеќавам на тој адреналин, дека беше стварно многу силен, беше многу силно физичко чувство. Да. Следниот пат беше помало, третиот пат беше уште помало, за после некое време да можам пола саат музика да направам за еден ден. Да. Така да сите тие состојби се надминуваат во секој од тие сегменти, нели, во секој различен пристап. Во дел од музиката има различна паника и различна, нели, енергија која што треба да се фокусира, да се канализира. Но со тек на време некако се совладува тоа. И најбитно од се човек да знае што треба да направи, што сака да направи, што може да направи. И на крај, нели, ако се работи за себе, кога правам музика, се трудам да правам нешто што не можам да направам. Нешто што не сум направил или нешто што мислам дека сакам да го направам, ама не знам дали можам и така некако. Да не надпревар со себе. Влегувам во некои непотребни пожари. Некогаш успева, некогаш не успева. Да, ургентни моменти. Да. Ова другово, генерално, мислам, немам проблем со сите процеси како си тераат. Да. Освен со она кога правам музика сам за себе, бидејќи тоа е за мене најкомплицирано. Како да се убедам себе си дека тоа е добро. Да. Тука немаш предпоставки, веројатно, онака немаш, оти кога размислуваш на конкретен проект кога го правам за тоа, знаеш во принцип целната група која е, поентата која е, нели, како да размислувам, овака кога за себе правиш што сакам сега. Имам 2 албуми кои што не се издадени, еве, онака се мислам дали треба. Да се биде или не? Да. Вечното прашање. Па добро, веројатно тоа е нешто што го имаат сите креативци. Предпоставувам, бидејќи без тоа, ако нема филтер, односно единствениот и би рекол најсилниот филтер е самиот уметник. Да. Бидејќи ти треба да бидеш не знам колку проценти е тоа убеден и на крај 100% нема шанси да бидеш убеден дека е тоа. Тоа затоа што знаеш дека секогаш може подобро, секогаш може различно, може вака, може онака. Така. И е комплексен процес. Да, и нема формула за успех тука. Не, формула за успех, не, тоа нема шанс. Не, тоа не постои. Тоа не постои. Мислам дека не постои. Зборувам ако се занимава некој човек со некаква креативна работа која што во основа не е, нели,
популарна или така да нешто не што е зборуваме трендовска комерцијална музика. Така е, не зборуваме за создавање лепсе, знаеш која е формулата, рецептот, така тоа ќе биде добро. Ова не постои. Секоја креатива нема тука насоки и правила се. Исто така со тоа не значи дека луѓето што се занимаваат со поп или комерцијална музика не се креативни, напротив, и таму треба огромно ниво на креација за да како може тоа да се спакува и за да може да се даде на публиката, па да може да го прими како супер дешавање и да го прифати. Така. Истото и со ова што го работиме ние, само што е малку покомплексно затоа што генерално формата, обликот на музиката, инструментариумот се е многу поразлично од она што е, нели, ај ќе кажам поп комерцијална музика и претпоставувам треба слушателот да има некаква основа, нели, некакво образование или желба за, не знам, нели, продлабочување во музичкото сознание, па а исто така мене тоа малку па ми пречи, бидејќи не сакам таа музика да биде карактеризирана како елитистичка. Така е. Само за одреден број на слушатели, така да јас сметам да се занимавам со популарна музика. Па супер. Па добро, тоа е обременување на музиката, ако веќе мораш да ја правиш така, нели, за некој елитизам, онака специјална група на луѓе да може да ја слушаат небет, нека ја слушаат сите, нека можат сите да ја чуат. Од време на време ќе се уклучам нели, на интернет да проверам што има ново, Spotify, на Tidal слушам многу музика. YouTube, па дури на телевизија знам да видам MTV, музичкиве канали, да видам што све се случува. И еднаш да видам некаква песна која е, да видам кој жанр е, бидејќи да видам до кај е стигнато. Значи денес има жанрови безброј, стилови безброј. Така да се може, се проаѓа. Има место за се, очигледно, се си функционира. Така да секој со својата среќа на крај. Така е. Знаеш што ме интересира? Сум зборувала неколку пати со музичари. Има ли поврзаност музиката со математика? Како не? Има, да. Ептен. Да? Според тоа ја како што ја разбирам, има, максимално има, да. И како што и во математиката до одреден момент, нели, се е јасно, и понатаму нели во она што е виша математика што е викат или што е, нели, по комплексна, има моменти кои што се магични и каде што има специјални начини како и различни начини како да се стигне до решението, така и во музиката исто така. Така да за мене се многу блиски, да. Поготово она, нели, метриката, бројките, тоновите, бројот на, нели, скалите, се е тоа метрика и се е нумерирано во основа. Така да формата исто така може да се нумерира, број на тактови. Се е многу е поврзано со математика. Мислам, па не само музиката, така и многу други области се поврзани со математиката, така, ама музиката е во многу тесна врска со математиката. Затоа што има поделени мислења. Однака сум слушнала музичари што не сакаат воопшто да ја поврзуваат со математиката, меѓутоа па на пример од друга страна сум чула баш вакви моменти дека се многу тесно поврзани, дека у принцип музичарите и надвор од математиката во музиката сакаат, се математичари сакаат математика. Голем дел од музичарите кои што се занимаваат, да речеме, со импровизирана музика, кои што, нели, импровизираат на лице место, кај што немаат форма запишано или па ниту се договараат претходно ќе свириме ова, ќе правиме ова, ти тука соло, јас соло, него едноставно свират фри. И јас сум бил неколку пати дел од такви групации на музичари и во тој сегмент математика нема. И тоа е тука чиста енергија, тоа се вика кому иде. Фрламе коцки и тоа е тоа. Така да мене лично ми се допаѓа тој стил и односно тој жанр и тој пристап на правење музика, создавање музика, бидејќи дефинитивно во тие такви, ќе ги наречам, сеанси, се случуваат работи кои што еден композитор дома не може сам да ги осмисли. Па дури и свирење заедно на напишана музика или на зададена тема, таков тип на такво соединение музичко, созвучие не може да се создаде, бидејќи пак има некаков контекст кој што е даден. Така. А кога се свири импровизирана музика, тоа е
се е отворено, така да може еден да свири heavy metal, друг да свири класика, трет да свири шо сака, четврт да пее, петиот само да се дере. Да, има и тоа убавина. Се окей, ја ги искарикирав, нели отидов во тотална крајност, меѓутоа луѓе кои што се музичари, може да се спојат заедно и да создават музика и тоа да биде навистина убаво и да биде фантастично. Да, тука веќе енергија. Така да тука математика може би нема или може би е таа некоја највисока. Да, супер. Следно, знаеш што ме интересира, вака сега ми доаѓаат мисли што ете сега користам можност да те прашам. Кога си на диригентското место, што те нервира највише? И што е и имаш ли омилени? Знам дека не е благодарно да прашам, морам да прашам. Дали имаш омилени членови од оркестарот, затоа што сум пеела во хор цел живот по хорови и знам како од оваа страна, од другата страна и како деца сме си мислеле секогаш дека диригентот си има омилен пеач од хорот или не знам што, или го нервира, не знам тоа, или ова или нешто. Имаш такви моменти? Па омилени музичари на сите диригенти им се тие кои што се супер спремни на пробата и се најисполнителни и немаат никаков проблем со материјалот што го свират, нити со времето траење на пробите, нити со кога е тонска проба, нити кога е концерт. Така да и во сите оркестри има луѓе кои што навистина немаат проблем со сите овие работи што ги спомнав и луѓе кои што имаат проблем со истите работи што ги спомнав. Така да, ама тоа се човечки фактори, тоа е не се работи, не можам да ги карактеризирам како омилени или неомилени. Може да ми биде омилен или најсимпатичен исто така некој кој што постојано, да кажам, прави проблеми на проби, дали се закача или провоцира. Или сака да биде вицкаст, или сака да биде намќор. Така да секако дека овие ликови кои што ти ги кажа омилени, тие ликови кои што се грижат за оркестарот, ќе ги кажам дека ќе ги наречам така, кои што се грижат за оркестарот и за квалитетот на оркестарот, бидејќи со самото нивно постоење, со самиот нивен пристап кон инструментот и кон работата воопшто придонесуваат за атмосферата во оркестарот да биде на ниво или да нема никакво ниво. Така да секогаш од прилика во оркестарот е да кажам, во филхармонија од прилика тој процент беше некаде според моето сознание, не мора да биде вистина, од прилика 20 до 25% луѓе кои што на вистински си ја сакаат работата и вистински се секогаш подготвени и немаат проблем генерално со како се вика, со процесите. Остатокот од 50-60% се, да кажам, немаат проблем да ја тераат работата, ама па и не се нешто специјално вложени во процесот. Има едно 5-10% од луѓето кои што сакаат, нели, да си барат проблеми во секоја работа. Мислам дека тоа се индивидуални работи, ама бидејќи, нели, ние тоа се луѓе, нели, еден оркестар е еден жив организам составен од многу луѓе. Така да сите тие имаат влијание на процесот. Така да без тие кои што прават проблеми нема да биде толку добро. А и без овие кои што стварно се грижат да биде све како што треба, исто и без нив нема да биде добро. Веројатно. Кај нас сега во џез оркестарот процентот е можеби малку поразличен, меѓутоа има луѓе кои што навистина немаат проблем со работата, има луѓе кои што имаат проблем. Нормално. Односно, станало се бајле, не му се погодило, децата не му биле добри, не знам, се скарал со девојка му, останал гладен, у 2 сат проба преку ден на ручек, кој прави и така натаму. Недела проба да не правиме. Мислам, ова се банални работи, меѓутоа сите тие работи влијаат, нели, на човечката психа. И многу често таа психа наједноставно е да се пренесе на најблиските, а тоа е оркестарот, тоа се пријателите од оркестарот. Така да кај нас во џез оркестарот има добра атмосфера, морам да кажам, бидејќи е се уште тазе нова приказна и генерално сите учествуваат во процесот максимално, со голем ентузијазам, и јас се надевам дека ќе се задржи тоа чувство и понатаму таа енергија. Па мислам да толку се боравте онака да го добиете и сега баш ќе се го негувате. Мислам дека ќе си трае тоа. Се надевам, лесно е, многу е лесно
да се помине таа тенка линија Да. на комодитет. Бидејќи сега сме институција, имаме плата, окей, добро, ора. Да, Така да, јас имам искуство во работа, работев во филхармонија да. 32 години. Да. Ако е некаква бројка, а е. Не да е. Да, и мислам сум бил дел од најразноразни процеси на борби, синдикални борби за подигнување на работничките права, на плати, борби за глупости, Да. непотребни кризи, не знам, индивидуални проблеми и така и се. И генерално според мене комплициран моментот на институција во нашата држава. Така да се надевам дека ние ќе успееме да го додржиме тоа, да ја надминеме тој стереотип на институција дека не може да функционира во Македонија. Да не ви извалка бирократијата. Да. Комплицирано е, не викам дека не, ама се надевам дека ќе го прескокнеме тој знаеш што момент. ме интересира? Менталитетот на нашите музичари се разликуваат македонските музичари од оние во странство? Да. По што? Па, ќе кажам според тоа што мислам јас по што, ама ќе кажам еден многу битен момент. Македонскиот музичар кој ќе отиде надвор да работи во друг оркестар не се однесува така. Се однесува како што доликува. Како што се очекува. Зошто е така? Тоа се предпоставам некакви комплекси. Предпоставувам се некакви општествени комплекси, социјални комплекси, кои што мислам дека самата држава, самата нација некако ги впикува во луѓето и некако тука полесно е човек да покаже малодушност, малограѓанштина или да покаже некаков глупав карактер, ќе го кажам глупав. Па да. Да покаже слабост едноставно. Да. А ако ќе отиде да работи надвор, тоа го нема. Да, тоа е многу чудно. Тоа е многу чудно. Знам да речеме бидејќи програма која што ја изведувам овде, со еден ансамбл, со друг ансамбл, и се процесот го знам. Така. Значи, процесот е тепање, борење, бутање на рака, галење, тепање, шамарање, се тоа боксови, вреќа. Одам на концерт со оркестар во Европа или не знам, во Америка, Австралија, било каде, истата музика, значи нема прашања. Сите си го работат тоа што треба да го работат. Ако не чини, јас сум крив. Ако чини, дечки, супер, направивме нешто супер заедно. Да. Така да кај нас имаме ние, според тоа јас како што мислам, Да, добро. го имаме проблемот на ние знаеме се за се. Да, ние знаеме и како треба трубата да свири, ние знаеме и како треба диригентот да диригира и како треба да биде напишана музиката и како треба да се однесува портирот на вратата и публиката кога треба да дојде, кога треба да аплаудира, како треба фризурата да биде наместена на водителката. Да, се. Се знаеме за сите, а кога треба ние тоа да го правиме, и тоа сум го приметил како феномен, кога ни одговара, и тука во Македонија се однесуваме како да сме германци. Така. Да, тоа се правилата, мора вака да биде, мора ова, а кога тоа не ни оди во прилог, одма стануваме балканци, ајде, нема проблем, ајде идеме да пиеме пиво, ајде, супер ќе биде смеење, смешки се. Да. Така да, тие работи мене кои што ми пречат со работа во еден оркестар, бидејќи тоа ме праша. Да. Така да стигнавме до одговорот. Ми пречи лицемерие, ми пречи хипокризија, бидејќи тоа е прво сам себе човек се лаже дека тие 3-4 сати додека е на работно место, ќе го кажам работно место, бидејќи според мене музиката не е работа, него тоа е дар. Ма да. И среќа, и е чест, и е навистина чест, едноставно, и среќа да можеш ти да се занимаваш. Привилегија, не ми тикнуваше збор. Привилегија да можеш да се занимаваш со работа која што ти си учел за тоа. Ти си отишол музичко да учиш за тоа што сакаш. Да. Со сила не си тргнал да го правиш тоа. И кога ќе се стигне тој момент и некако кога ќе почне да се навлегува во некакви тие работи ми пречат, ми пречеле и ќе ми пречат во иднина, бидејќи се тотално непотребни, тоа краде енергија, губи во процесот, ја уништува музиката и ја краде убавината од секој нареден
концерт што следи. Така да најдобро е човек, ние сите правиме грешки, тоа е нормално, нели? Така е. Меѓутоа лицемерието, нели, е прво тргнувајќи од сам себе си, човек не смее да се лаже сам себе. Да. Ако почне сам себе си да се лаже и потоа да си повтори во главата 5 пати, да, ова е вистина, па да почне да им прераскажува на другите дека да, ова е вистина што го зборувам, па другиот ќе му поверува, па ќе го прераскаже на третиот и така почнуваат луѓето да се лажат едни со други и помина животот. Да, и се губи драгоцено време на нешто кое што не е вистинско. Мислам дека не дека ја нешто многу сум просветлен и дека ја нешто многу констатирам, него мислам дека луѓето не разбираат или забораваат или едноставно не ги интересира дека нема реприза ова случување, ова привилегија да постоиме ние сега во ова време, во оваа димензија, во овој момент е навистина привилегија. Така да тоа треба да се ужива максимално. Максимално. Да, браво. Шо Бого каже браво. Знаеш што друго ме интересира? За оние млади музичари кои што ќе не гледаат и кои што ќе ги инспирираме, се надевам, ќе ги инспирираш ти секако. Јас само сакам да извадам некои вакви убави моменти од тебе. Како се станува? Знам дека нема рецепт. Ниту насоки, ниту упатства како се станува успешен. Меѓутоа еве твое едно видување. Можеби е, не знам, комбинација од сите тие работи. Дали треба многу работа, многу талент, шарм, не знам што друго можам да вметнам тука за да еден музичар може да успее не само тука, него да може да го чујат и видат и надвор од Македонија. Да се среќа, да се спојат куцките. Што? Тоа? Како што каже и самата, не постои формула. Меѓутоа, тоа што јас можам да кажам за мене, како ако нешто сум постигнал во животот, како сум го постигнал тоа? Со работа. Ако е формула некаква треба да се постави, тоа е седнуваш и работиш. Да. Ако треба да се свири инструмент, седнуваш и вежбаш. И сите што ќе свират и вежбаат ќе успеат, Джијан. Па ќе успеат. Па добро, тоа е добро. И сега, нели, второто прашање, што е успех? Дали е успех ти да бидеш среќен дека свириш инструмент дека ти е добро, или е успех да, не знам, да заработиш толку пари, успех да свириш таму, да свириш оваму. Тоа е следното ниво, нели, на склоп на околности, кое што ќе се случи или нема да се случи, не се знае. Може да те фрустрира тоа или може да не те фрустрира. Меѓутоа, овој момент е најбитен за ти да бидеш задоволен со тоа што го правиш. Секако дека не можеш да бидеш 100% задоволен никогаш, затоа што самиот знаеш дека може подобро секогаш. Затоа што има примери нели, во историјата. И тоа е комплексно затоа што талентот е тешко да се измери. Тешко е да кажеш овој човек има талент 80%, 20% работа или 5% талент, 95% работа, нели има такви формулации? Има такви формулации. Демек 95% е работа, 5% талент. Тоа е многу тешко да се измери кај кого, како се балансира и во кој момент кога се вклучува. Така, бидејќи тоа според мене, значи талентот за музика е една работа, потрошеното време и енергија е друга работа, трета работа е интелект, четврта работа е образование, не музичко, него севкупно друго. Пета работа е комуникација со други луѓе, шеста работа е, нели, карактерни особини, кој колку е спремен да се носи со одредена ситуација, бидејќи од тоа што разбрав од муабети со одредени психолози, дека стрес може да биде и позитивен. Така да многу луѓе не може да се носат и со супер работи кои ќе им се случат во животот. Чекај, што е сега, што ќе биде ова? И така да и луѓе и со тоа не знаат да се носат. И одлучуваат дека полесно е, чекај тука ќе бидеме во ова, тука ни е добро. Комфорт зона, комодитет. Така да формула за успех навистина е тешко да се состави, ама ако човек е среќен со тоа што го прави, тоа е веќе успехот е загарантиран. Затоа што тоа е за мене најголемата придобивка, човек да биде среќен со тоа што го прави. Без разлика што и да е. А ако е музика, тоа
Тоа па ептен. Тоа па е ептен, затоа што со тоа можеби некој друг човек ќе биде среќен. Да. Публиката која што доаѓа, заради која ние постоиме всушност, Така. заради која нели ние да се занимаваме со ова, која што е неопходна за да може да се случи тој проток на енергија кој што ни е неопходен за да може ние да имаме нели инспирација и поттик да се занимаваме со ова што го правиме, така и на публиката сме им потребни. Нужно. Да, затоа што они очекуваат од нас ние да излеземе на сцена, да светиме, да бидеме спремни, да бидеме на ниво на задачата и да бидеме секогаш подобри и подобри. Да. И тоа е супер комбинација. Тоа е еден перпетум мобиле кој што е фантастичен, кој што ако е искрено, а публиката знае да примети кога е искрено, кога не е, и знае да биде брутална, кога не чини. Што е окей. Да, и така треба. Така треба, да. Треба, и ја повикувам да биде уште побрутална. Да. Да, и мислам дека сега со AI, бидејќи нели сите стана композитори, сите стана пејачи, што е фантастично. Така да некако ова ние што го правиме, сметам дека во блиска иднина ќе добие уште поголема важност. На тежина, така е. Така да сите нека да прават тоа што сакаат да прават и да најдат начин како да уживаат во тоа. И мислам ако го прават на таков начин дека и ако имаат амбиција, дека тие амбиции е многу лесно да се остварат, затоа што тоа е само желба која што треба. Јас си го викам вектор, го пуштам во иднината и тој ме чека таму. Ете, видиш, ова беше потребен оптимизам. Нема, ми се случило многу пати така, да. Браво. Некогаш за фреканција да кажам работи, некогаш да ги почувствувам дека ќе бидат и се случиле. Да, браво. Стварно ова беше потребен оптимизам, барем за оние млади луѓе кои што ќе нас слушаат. Супер. Да, се надевам дека ете малку надеж им во секојдневието ќе ги води напред. Џијан, ти си покрај тоа што си многу успешен музичар, блазе тебе. Си и сопроки татко. Значи, со Ана сте веќе 14 години, колку што јас можев да видам по податоците на... Да, колку што е синко. Да, колку што е синко голем. Значи, Јан и Лина се влегуваат во некои тинеџерски води. Кажи ми, ја пројавуваат желба за музика? Имаат такви афинитети? Имаат, како не. Да, ги насочуваш или не си од тие што... Не ги форсираме децата, нормално, бидејќи и Ана е музичарка, да. Клавир, професор по клавир. И нормално дека не сакаме да ги форсираме децата, меѓутоа се супер талентирани и Јан и Лина. Не знам од каде. Да, од бабата и дедото. Од бабите и од дедовците. Јан свиреше виолончело 6 години и реши дека не сака веќе да свири и се свири бас. Да, браво. Да, свири електричен бас. И сега пред 2 месеци почна да оди во Enterprise и учи кај Џоле Максимовски бас. Во меѓувреме пројавува интереси за глума. Да, така да почна и тоа. Добро. Така да тоа, Лина свири клавир веќе 4 години. И она е супер дисциплинирана, седи вежба свири. Браво. И супер и оди ептен. Сака да го прави тоа. Супер талентирани се ептен. И јас кога го гледам тој талент, жал ми е тој талент некако да не се канализира и да не се, нели? Да, баш така, да не се канализира тој талент. Меѓутоа не знаеме што ќе биде понатаму, појма нема. Еве јас свирев цел живот, па сакав да бидам доктор, така да не знам, синко. Бевме на концерт на Radiohead пред 2-3 недели во Лондон, отидовме да се почастиме. Браво. Ја и он сами. И му викам сине, гледаше, викам, види луѓе колку добро се зезаат, он се смееше на Том Јорк, вика, види како игра овој, вика, шо му е нормален ли? Не бе, викам, синко, рок н рол. Прави човеков што сака да си прави, викам, види 25.000 луѓе ги гледаат и сите среќни и весели. Да. Викам, еве, викам, ако сакаш, викам, ова е тоа. Да. Викам, или глума. Вика, не, вика, и двете заедно. Не, па добро, зашто да не? Има такви примери у светов, еден куп. Иако, знаеш што ми е чудно? Например, види се, може би Јан, ова ќе му значи. 90% од актерите, своите деца, не би сакале да ги насочат во глума и викаат, никако не го одбире тоа?
значи бирај нешто друго. А 90% од музичарите сакаат нивните деца се занимаваат со музика. Има тука нешто. Па, музиката е, мислам, прекрасна уметност. И е многу тешко некој да биде повреден. Да. Благородна е многу. Да, значи, доколку си, ајде да кажам, добар во тоа што го работиш, ќе имаш добро чувство, ќе имаш добар прием, ќе убаво ќе ти биде во животот. Затоа што ќе правиш добри дела. Ќе доаѓа публика, ќе те гледа на концерти, ако е добро, ќе ти викат и браво, супер е ова што го правиш. И луѓе ќе те гледат искрено, ќе ти викат браво, супер е. Да. Тие што не им се свиѓа, што не го правиш тоа, нема да ти се обратат воопшто. Да. Мислам, се зезам. Да, Сакам да кажам, генерално чувството е многу фино. На самите проби, освен нечија суета, не може никој да биде повреден сериозно. Да. Ретко се случува некој да стане да се тепа на проби, се случува? Не, во моја вклучување не. Добро. Сакам да кажам во кафана, нели? Може да се случи да, тепање, и таму има музика. Тоа сакам да кажам. Нели, или свирење во клуб. Да, и тоа исто е настап. Да. Не е само концертно, нели, концертни настапи, е само еден дел. Така, ама добро, тоа се инциденти веќе кои што можат во секоја средина и во секој округ. Јас сум бил сведок на многу такви. Да. Во моето, ајде да кажам, детство, младост. Кога свираше по кафани. Па да. Сум бил сведок на разноразни ситуации. Да. Фантастични и нефантастични. И не толку фантастични. Да, така да, за разлика од тоа, не можам да кажам како е да бидеш глумец, меѓутоа претпоставам дека е многу покомплицирано и е покомплексно, затоа што тоа е некое друго ниво на борба, за да можеш, пак и таму, нели, треба да бидеш многу добар во тоа што го правиш. Секако. Ама, мислам дека некако ова е музиката, не би кажал дека е полесно насочена, него е некако појасна, поегзактна и публиката поедноставно ја восприма како енергија, како бидејќи нели нема јазик, нема бариера. Да. Во глумата има многу аспекти, има тоа како изгледаш ти, како изгледаш, како зборуваш, каква дикција имаш, какви ти се очите, како гледаш, каква енергија имаш. Многу работи имаат влијание и претпоставувам, бидејќи најголем дел од тие 90% од глумците можеби не се толку успешни во тоа. Затоа што е тешко да бидеш. Да, веројатно. Претпоставувам, не знам сега, може да лупам глупости. Не, па даде си претпоставувам, Да. меѓутоа тоа е еден друг начин. Види сега, ако Да, извини, во музиката чувството е фантастично. Кога искачеш да свириш на концерт, тоа е стварно предобро чувство, бидејќи ти не излегуваш на концерт да правиш нешто што не знаеш. Тоа е претходно спремно, навежбано. Океј, може да се случи кекс, нели? Да се случи нешто, меѓутоа генерално тоа е тоа што го правиш. И некако, не викам дека тоа сейф зона, меѓутоа некако самиот процес е некако магично топол и некако има некаква заштита во целото случување и претпоставувам дека родителите музичари кои што го доживеале тоа во животот сакаат тоа да им се случи на децата ако видат дека имаат и они, нели, предиспозиции за нешто така. Да, одлично. Прекрасно. И се надевам дека ќе си го тераат тоа што го сакаат, што и да е нивниот избор. Би било фино да се занимаваат со музика. Јан може да направи комбинација. Апсолутно. Ете, нека глуми на сцена. Ќе му пренесам. Супер. Празници се, не можеме да не го спомнеме овој период од годината, бидејќи сега некако се е така украсено, убаво. Празниците како сакаш да ги поминуваш? Сакаш со семејството, фамилија, имате некои такви традиции убави, си китите елка по дома, сигурно китат. Веќе ја закитивме. Да, готово. Веќе, па да, мора да свети тоа. Па мора да свети. Да блиста, да сијат. Ама си прави атмосфера, убаво. Како не, па мене ми се свиѓа тоа, дом ми се свиѓа. Па да. Празниците новогодишни најчесто преку ден одиме кај татко ми, роден ден му е на 31 декември, да. Супер. Тоа е традицијата, а потоа или сме дома или сме со некои пријатели, така да генерално во најблиското семејство, бидејќи помине тоа време до пред многу години, нели нова година беше момент кога оди да се свири, нели за работи за лепше сиренце.
Така да како проаѓаат годините, сваќаме дека не е неопходно тоа да се прави, така да дома. Сега може да се сподели со Дома или Маврово. Или па добро, ама и тоа е таа атмосфера убава која се споделуваш. Како не. Најубаво. Да. Ајде за крај вака, таман, имам едно прашање, преска го начнавме малку, ама сега ќе ми одговориш конкретно. Што е успех за тебе, Джијан? Најголем успех за тебе во животот? Ова прашање ми го имаат поставено и други, извини. Не, мислам, сакав да кажам дека ќе треба да се повторам на некој начин тоа што го кажав тогаш, сега мислам дека ќе го надополнам. Добро, бар нешто да биде поинаку. Да, еднаш кога ме праша што е за тебе успех, кажав дека успех е да го работиш тоа што сакаш да го работиш. Добро. Тоа е најголем успех. Потоа еднаш кажав успех е да си здрав и жив. Добро. Па еднаш кажав успех е постоењето. Добро. Тоа е исто така огромно ниво на успех, затоа што сите тие мали, нели? Пошто може вака да Да не биде 1000 мали сперматозоиди кои што се борат да оплодат јајцеклетката. Едно успеало. Еден и тоа си ти кој што се појавуваш, тоа е исто мислам лотарија. Ствар. Така да ние сме добитници на лотарија со тоа што сме дојдени на овој свет. Да. И на крај ќе кажам едно, нели, најбитното е семејството. Да. Бидејќи ако сме се одлучиле да создаваме семејство, тоа е најбитното и тоа е најголемиот успех кој што нели прави разноразни бели дилеми, дебати, милиарда најневеројатни процеси секојдневни. Ама е убаво. Тоа е најубавото. Нели. Така да тоа е најсилниот проект и тоа е можеби најголемиот успех што еден човек може да го има во животот, кој што нормално е цело време на тенка линија. Да, па добро, ама се е тоа нормално, се е тоа човечки. Дефинитивно, да. Така да тоа е сега ќе надополнам, тоа е уште едно супер ниво на успех, ако кој што мене ми се случил во животот и сум многу среќен дека тоа го имам. Добро, значи компилација од се. Сигурно има уште некои работи, да се вози мотор е голем успех. Скипер на брод да се биде исто така голем успех. Како не, скијање. Голем успех е деца да има тоа у семејство. Човек да знае да плива исто така голем успех. Голем успех е да знаеш да кажеш добар ден у зграда на кога се разминеш со комшиите исто така. Тоа е огромно, денешно време тоа е огромен успех. Една од најтешките цивилизацијски придобивки. Да, тоа е дисциплина веќе да се каже добар ден, како сте, нели, ете. Се помалку и помалку за жал. Нели? Да, па затоа го спомнав, затоа што веројатно тоа малце ни пали. Што е она што ти смета во нашето општество, конкретно во нашето општество, кое што би те натерало да се заминеш утре од тука? Многу работи. Една од работите која што мислам ги карактеризира сите непријатности кои што не се случуваат, мислам дека тоа е некадарност. И луѓе работи кои што не можат да ги работат, да ги прават, или не сакаат да ги прават, или се на тоа место по некаква сила на случајот, или по некаква амбиција на родителите, или по не знам каков пат. Така да и од тие мали работи, од тие мали, а ги кажам, несреки, потоа почнува да растат фрустрации многу. Прво во најраното детство, па потоа во средно школа, па на факултет, па потоа вработување, и тоа се само се напластуваат сите тие нивоа на фрустрации, кои што потоа создаваат нестрекни луѓе, кои што не можат да придонесат за општеството. И тоа мислам, не само кај нас, тоа во цел свет е така. Нели, така е создадено општеството, така е човештвото создадено, за жал. Ама мислам дека постојат начини човек како тешко е, нели, скокам сега многу со мислите, тешко е да ја имам деца, како моите деца да ги научам, да ги насочам, што е правилно, што е вистински, што треба да прават, како да прават, навистина е невозможно. Да. Едноставно преку работите јас што ги правам, да бидам пример. Добар пример, така. Да бидам пример дека тоа јас што го правам, на начинот на кој што го правам, работите што ги кажувам, работите што ги, нели, замислувам,
плановите, примерите што ги давам, некако тоа да биде некаков водич за можеби создавање некаков потомок кој што ќе придонесе нешто за планетата. Не само за нашата држава, за нашата планета. Кај нас последниве, нели, сите знаеме, 30 и колку години сме држава, цело време одиме надолу, имаме тотален цивилизацијски регрес. Па во последно време, нели, и во нашето блиско обкружување имавме неколку цивилизацијски порази. Да. Така ќе ги наречам. И сето тоа нормално ме тера да мислам што правам ја ова, мора ли ова да го правам. И не дека не сум се запрашал многу пати, пакуваме коферите, и си одиме. Да. И секогаш ќе се случи нешто убаво, позитивно и така, ај чекај ова, чекај она, и животот си проаѓа. Да. Меѓутоа, среќата е не можеш да ја купиш, не можеш ни да ја зграпчиш, не можеш ни да ја видиш онде, па чекај сега ќе ја земам среќа, или ќе направам ова, па ќе бидам среќен. Него тоа е нешто што е навистина феномен. Се случува Се само. случува заради склоп на некакви околности кои што се случуваат. Генерално до сега не следеле убави работи, па ете некако сме останале овде со тој непотребен ентузијазам и оптимизам. Почнавме со него, завршуваме со него, па добро. Инаку за лоши работи може да се збори онака до бескрај за се што е лошо околу нас што се случува. Тоа што е пред некој ден гледав на една емисија, баш еден млад дечко на една албанска телевизија беше. Добро. И многу пријатно бев инспириран, еден млад господин, убаво високо образован, многу елоквентно кажа дека конкретно, нели, кај нас сметам дека главен проблем е политиката, нели? И начинот на кој што се водат сите тие процеси, и тоа има огромно влијание врз се што се случува. Така. Корупција, политика, нели, целото тоа, сите тие процеси што произлегуваат од тие две работи заедно. Да. И младиот дечко кажа една многу добра мисла дека овие генерации сега кои што се занимаваат со се уште ќе кажам нетрадиционални, бидејќи тоа е позитивен термин, ќе кажам ај старовремски гледања на работите, дека за 20 години ќе стане, за 20-30 години се ќе стане глобално. И се ќе се заборави за се што се бориме изминативе 10-20 години. Да. За се што сме се бореле, што се бореле на нашите, се забораило, веќе нема никакво значење 90-ти години, нели? Да. Се што било од 45 година, никому ништо. Така да имаше една трошка надеж дека можеби во идниве генерации кои што следат, дека можеби ќе се јави некаква прогресивна сила која што ќе може некако да се собере заедно и да може да действува и некако да се надмине, да се прескокне ова сивило кое што веќе навистина силно е многу. Да, и доста. Така да бев многу инспириран од муабетот и така убаво ми направи едно чувство на чекај, добре, сепак има надеж, мала, мала искра, ама сепак има надеж и тоа е навистина супер и фантастично да се слушне, бидејќи ретко се случува работи поврзани со политика или со политичко гледање на нештата. Без разлика дали е критика, дали е насочена, да некој да каже нешто навистина реално. Да, ама и добро ни треба тоа. Навистина ни треба. Дали треба, тоа е неопходно. Да. Тоа е неопходно. Да, особено вака деца кога знаеш дека треба да останат и после тоа да газат по некој пат. Фино е да е разгазено предходно. Ќе видиме што ќе биде. Еволуција. Да. Ќе видиме што ќе биде. Се надевам. Нека остане, Джијан, оптимизмот, нека остане, ич не е непотребен. Остајте таа работа. Јас ти благодарам што одвои време и што ми беше гостин во подкастот. Успеси уште многу на сите овие полиња што ги спомнавме, нека има, нека се множат. Фала многу на поканата, ми беше супер муабеци направивме. Да се гледаме за убави работи. Ке се видиме. Вам ви благодарам за вниманието, како и секогаш, секој издание на Соана на ти го следите секој петок во 19 часот на YouTube каналот на Слободен печат.